Ова се настаните од денес. Вонредни инспекцијски контроли на безбедноста на јавните објекти и колективните згради. На Охридскиот аеродром пристигна првиот лет од Истанбул. Одбележени 135 години од раѓањето на познатиот онколог од Охрид, доктор Атанас Коцарев. На Светскиот ден на театарот се слави важноста и убавината на театарската уметност. Путин наскоро ќе умре, тоа е факт и се ќе биде завршено, изјавил Зеленски по средбата со Макрон. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 14 степени Целзиусови. Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта четврток кон петок. Во петок во западна и северозападна Европа, како и во крајните северни предели на континентот, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд ќе има и на Апенинскиот и Балканскиот полуостров како последица на циклон чиј центар ќе се наоѓа над Јадранско море. Во останатите предели од Европа стабилно и релативно топло време за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и посвежо време со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Локално се очекуваат и поројни врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 18 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Во доцните попладневни, во вечерните часови врнежите постепено ќе престануваат. Ќе дува умерен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 8 до 17 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува облачно време со слаби врнежи од дожд. Ќе дува умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Утринската температура од 4, односно 5 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 13, односно до 14 степени. Во понеделник облачно и посвежо време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во тек се вонредни инспекцијски контроли на безбедноста на јавните објекти и колективните згради во општините. За исполнување на минималните услови за секоја општина да може да постапува соодветно, потребно е да се вработат уште околу 40 инспектори низ општините, изјави денеска председателот на ЗЕЛС Орце Георгиевски. Децата учат во безбедни училишта. Ја разбирам паниката на јавноста и родителите, но можат да бидат спокојни, нема простор за страв, децата се во сигурни раце, изјави денеска председателот на заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС Орце Георгиевски во контекст на вонредните инспекцијски контроли на безбедноста на училиштата и градинките кои се во тек во општините. Се она што е утврдено како недостаток, дали е тоа некаде цревото било постаро, има се нормално век на трајање и треба да се обнови. Дали има пропусти од типот дека во одредено училиште не се спровеле редовни контроли. Тоа не смее да се случува во перспектива, ќе биде во наредниот период експедитивно од страна на локалните власти во соработка со директорите на основните училишта и секако службите на општините. Георгиевски посочи дека како председател на ЗЕЛС во наредниот период ќе се заложи да се вршат задолжителни редовни контроли најмалку еднаш во годината согласно закон, а не да се остава на добрата волја на градоначалникот или на службите. Во однос на проверките на станбените објекти, Георгиевски рече дека најчесто постарите згради имаат проблеми со хидранската мрежа, но дека ништо не се решава преку ноќ и ќе мора од некаде да се почне. Најчесто проблемите се од типот дека не поседуваат доволно опрема, односно немаат црева во хидрантите. Наложено е од нашите служби во соработка со ДЗС за многу скоро време да се постапи. Јас секогаш сум да одиме на варијантата да дадеме простор и да се поправат сите оние грешки од минатото пред да се премине кон она што значи казнување во одреден процес. Најлесно е да изречете казна, потешко е да го промените системот и да воспоставите систем како што граѓаните заслужуваат повеќе од 30 години. За спроведување на контролите, односно за секоја општина да може да постапува соодветно, потребно е да се вработат уште околу 40 на инспектори низ општините во државава, изјави председателот на ЗЕЛС. Контролите мора да се направат на секаде и општините ќе си помагаат меѓусебно, кажа Георгиевски, посочувајќи дека во наредниот период ќе се потрудат во секоја општина да биде вработен соодветен инспектор. Инаку секоја општина ќе треба да достави записници до ЗЕЛС од извршените контроли и истите потоа ќе може да бидат дадени на увид на јавноста. На Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле пристигна првиот лет од Истанбул. Оваа конекција се смета за една од најважните, бидејќи ќе го олесни пристигнувањето на странските, но и патувањето на домашните туристи до подалечни дестинации.
На Охридскиот аеродром пристигна првиот лет од Истанбул. Компанијата Turkish Airlines од денес почнува редовно да оперира на релација Охрид-Истанбул, со што главниот туристички центар во земјава се поврзува со најголемиот аеродром во Европа, но и со сите континенти. Овој лет се смета за еден од најзначајните поради тоа што ќе го улесни пристигнувањето на странските, но и патувањето на домашните туристи до подалечните дестинации. Со денешниот лет пристигнаа 45 патници. Покрај од Турција имаше од Австралија, од Америка. Ова е нешто феноменално и во ретезот ни помогнува нас туристите од светот да се поврзиме. Оти ова е Охрид Преспа, една туристичка место во кај може човекот да дојде и многу за економијата е многу добро и општо за патување е многу подобро. Важно е дека патувањето е добро, сервисот е добро, услугата е супер. Фала на Господ, 30 години чекаме да за овој момент са. Јас доаѓам од Америка, од Далас. И летот беше добар и се надевам дека ќе продолжи овој лет Turkish Airlines. И овој лет беше добар. Оди порано требаше да одиме до Скопје, од Скопје или Тирана, а сега одиме од Охрид. Оваа линија ќе оперира 4 пати неделно и ќе придонесе за развој на економијата и туризмот, но и продлабочување на билатералната и културната соработка. Ќе носи туристи не само од Турција, туку и транзитни гости од целиот свет. Genel Yönetim Kurulu Başkanı Денес со гордост би сакал да истакнам дека отпочнувајќи со оваа втора дестинација во Македонија, Turkish Airlines, како што е познато и во Гинисовата книга на рекорди, авиокомпанија која што лета кон најголем број дестинации во најголем број земји во светот. Bugün Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ulaştırma Знаеме дека Турција е меѓу најзначајните трговски партнери на Северна Македонија и во овој контекст сметам дека развојот на инфраструктурната мрежа е од огромно значење за обостраниот развој на инвестицијските можности и зајакнување на врските меѓу бизнис заедниците. Ова директна линија мислам дека ќе значи многу за туризмот, но исто така и за развој на бизнисот и на комуникациите, затоа што многу конектинг летови ќе одат преку Истанбулскиот аеродром. Веќе познавам луѓе кои што имаат купено карти од Сиднеј или од Вашингтон за Охрид и тоа е нешто што е голема шанса за целиот регион и за Охрид и за Струга и за Кичево и за Битола, но и за соседна Албанија. Очекувам бројни жители на соседна Албанија да го користат Охридскиот аеродром. Ќе продолжиме во оваа насока. Поттикнување на нискобуџетни превозници. Ова ќе овозможи подостапни билети за нашите граѓани и ќе привлече повеќе туристи и инвеститори. Модернизација на аеродромите, тоест подобрување на капацитетите и услугите во аеродромите во Скопје и Охрид ќе создаде услови за зголемен број летови. Турските туристи се најбројни, само лани над 280.000 гости од Турција ја посетиле земјава. Одбележани 135 години од раѓањето на познатиот онколог од Охрид, доктор Атанас Коцарев. Со ликот и делото на докторот Коцарев, Охрид ја комплетира својата биографија како место од кое потекнуваат голем број истакнати великани, кои оставиле значаен печат низ неговото милениумско постоење, рече во своето обраќање градоначалникот Кирил Пецаков. Синоќа во Музеот на македонската борба за независност во Скопје со пригодна програма беа одбележани 135 години од раѓањето на светски познатиот онколог од Охрид, доктор Атанас Коцарев. Доктор Коцарев има високи научни откритија во областа на онкологијата и лекувањето на онколошките пациенти, зашто светската научна јавност му се восхитува и заблагодарува. На синокешниот настан пред присутните, меѓу кои и амбасадорите на Франција и Швајцарија во земјава, се обрати градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Општина Охрид веќе отпочна низа подготовки и активности со цел името на доктор Коцарев да го добие своето заслужено место во мозаикот на непроценливи вредности кои внимателно ги чуваме и почитуваме. Ќе поведеме иницијатива за соодветно обележување на родната куќа на доктор Коцарев во Охрид, која подоцна би прераснала во музеј. Исто така планираме да спроведеме постапка за именување на улица и медицинска установа со неговото име и да поведеме иницијатива во наставните програми за учениците да се изучува за неговите научни достигнувања, потенцира градоначалникот Пецаков во своето обраќање.
Сите овие наши планови и активности нема да бидат комплетни ако тука не бидат вклучени и Франција и Швајцарија, неговите втори татковини, каде по волја на судбината и животните патишта, таму студирал, работел и ги создал неговите највредни наоди и научни трудови, додаде Пецаков. Во рамки на настанот беше прикажан документарен прилог и се читаа фрагменти од книгата што во негова чест ја пишува неговата внука, доктор Сонја Трапезановска-Коцарева. На Светскиот ден на театарот 27 март, општеството се подсетува и ја слави важноста и убавината на театарската уметност и актерите. Охрид доби професионален народен театар во 2011 година на иницијатива на една мала група ентузијасти, амбициозни актери и оптимисти, кои со години работеа на остварување на тој сон на возобновување по 50 години на театарскиот живот во градот. Денеска се одбележува Светскиот ден на театарот 27 март. Овој ден се слави за да се истакне важноста и убавината на театарската уметност и актерите кои не поучуваат, забавуваат и носат значајни промени во нашите животи. Темата за Светскиот ден на театарот е театарот и културата на мирот. Силата на театарот не лежи во неговата способност да вика погласно од демагозите, туку во неговата способност да ја вовлече публиката во рефлексивни простори каде што процветува емпатијата и се разбира сложеноста. Оваа глобална прослава не повикува да ја потврдиме нашата посветеност на сцената како место на вистината. Театарот не е само културен израз, тој е чин на отпорност во свет што премногу често е замолчуван од страв. Се додека постојат приказни кои што треба да се раскажат, ние мора да истраеме. Секој креативен чин е чин на постигната слобода, а секој чин на слобода е декларација на надеж. Се вели во светската порака по повод денот на театарот што годинава ја упати председателот на меѓународната организација на театарски критичари Джефри Ерик Дженкинс. Охрид доби професионален народен театар во 2011 година на иницијатива на една мала група ентузијасти, амбициозни актери и оптимисти, кои со години работеа на остварување на тој сон на возобновување по 50 години на театарскиот живот во градот. Првата представа на Народниот театар Охрид беше Метаморфози во режија на Андреј Цветановски и до денес на матичната сцена на театарот одиграни се над 400 представи кои ги погледнале повеќе од 50.000 посетители, изиграни 50 на премиери од еминентни режисери, гостувања, награди на фестивали, меѓу кои на реномираните Војдан Чернодрински и Ристо Шишков. На Народниот театар кој функционира во рамки на Центарот за култура Григор Прличев и на Охрид му е потребен репрезентативен театарски дом, но тој проект за нова театарска зграда кој се заговара со години, очигледно и понатаму чека некои подобри времиња. По повод Светскиот ден на театарот, вечерва во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи панел дискусија за процесот на создавање на театарска представа и важноста на театарот во општеството. Ќе говорат дел од членовите на ансамблот на Народниот театар Охрид. Настанот ќе се одржи во малата сала и наменете за средношколци и млади, но добредојдени се сите љубители на театарот. Влезот е слободен. Светскиот ден на театарот е инициран во 1961 година од страна на Меѓународниот театарски институт. Викендов во Македонија, како и во сите европски земји, ќе започне летното сметање на времето. Летното сметање започнува последната недела од месец март. Па така, на 30 март во 2 часот по полноќ стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час нанапред, односно 2 часот ќе се смета за 3 часот наутро. Со овој премин од зимско во летно сметање на времето, денот ќе биде подолг, а ноќта пократка. Летното сметање завршува последната недела во месец октомври, кога започнува зимското сметање. Во последните неколку години многу земји се обидуваат да го уткинат ваквото сметање на времето. Европската унија во 2016 година покрена иницијатива за оваа промена, но не беше прифатена. Летното сметање на времето ќе продолжи најмалку до 2026 година, кога повторно може да се очекуваат нови дискусии на оваа тема. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.